Влегувањето во археолошкиот музеј на Македонија е како влез низ портата кон старите цивилизации. Патување во преисторијата, антиката и средба со средниот век. Преградка со еден поинаков космос. Застаклено, сочувано време како еден небесен град од мистерии, приказни, милениуми, како влез во некој историски филм и сосема друга димензија. Грижливо сочувани артефакти од камен, лапидариум, керамика, железо, орудие, оружје, накит. Во своето обстојување чуваат илјадници години, милиони приказни за човековата дејност во одреден простор и време. Во овој скапоцен трезор од светски размери, мислите патуваат низ милениумите, а очите се бистрат од минатото, која прегрнува иднината за тие што биле, оние што се и тие што ќе дојдат. Ние сме само една ситна честичка во овој универзум која може да фрли светлина за едно постојање. Ете, таква светлина внесе денес со себе оваа прекрасна жена, доцент доктор Тања Анѓушева, која сиот свој живот го минува бдејки над своите пациенти, дарувајки посрекни утра. Незиното влегување носи една мека светлина, чудесно градејќи мост помеѓу историјата, културата, археологијата и медицината. И не случајно, приказната тргнува од тука. Морам да кажам дека сум посебно горда и возбудена што нашата земја го располага оваа богатство, што историјата и древноста на оваа земја навистина се собрани во овие простори. Многу ми е драго што овој археолошки музеј во 2015 година е прогласен за еден од 7-те најбогати и најдобро опремени музеи кои што располагаат со најголем број на артефакти. И горда сум што сега навистина е направена нова поставка, а уште повеќе сум горда што ќе имам можност и чест на Европа и на многу врвни имиња и професори кои што очекуваме да ни бидат гости кон крајот на месец септември, да им го покажам богатството што го има нашата земја, и културата и традицијата. Во периодот од 25 до 27 септември оваа година ќе се одржи школа за срцева слабост. Таа ќе биде регионална школа за сите колеги пред се од Македонија што сме, од областа на кардиологијата, меѓутоа и колегите од пошироко од регионот Србија, Хрватска, Словенија. Морам да кажам дека имаме гости кои што ќе ја посетуваат оваа школа и од Италија, од Турција, од Грузија. Оваа школа се потрудив да ја донесам на нашата земја, затоа што сметам дека ние како земја имаме можност, имаме кадар да направиме нешто, да потегнеме нешто и во нешто да бидеме препознаени во регионот. Благодарение на колегите и благодарение на председателот на Македонското здружение на кардиологија, со заеднички сили го организиравме ова. Но немаше оваа школа да биде реалност ако не направивме договор и ако бизнис заедницата, поточно Стопанска комора на Република Македонија и многу други колеги и многу други од широката бизнис елита не ја препознаа тежината и значајноста на овој настан и не ни помогна да овој настан да биде реалност. Ние направивме еден проект со Стопанската заедница. Тој проект е за промоција и превенција на кардиоваскуларните заболувања пошироко не само помеѓу припадниците на бизнис елитата, туку и на пошироко на народните маси во Македонија.
Но како стана реалност оваа школа, 2024 во октомври месец се завршив школата за срцева слабост во Лондон, која што беше под покровителство на Royal Academy of Cardiology, на лондонската школа за кардиологија, воедно Цирих школата за кардиологија и Европското кардиолошко здружение и Европското здружение за срцева слабост. Професорот Лушер, на кој што сум исто така многу благодарна, кој што е актуелниот председател на ова здружение, имаше слух да препознае дека има можност и потенцијал да оваа школа се донесе и во нашата земја и благодарение на него и неговата комплетна поддршка, овој настан ќе се реализира во периодот од 25 до 27 септември. Ќе не бидат гости 22 професора врвни од Европа, од Англија, Германија, Италија. Ќе дојде покри професорот Лушер и професорот Марко Метра, кој што е актуелниот председател на Здруженијето за срцева слабост. Тука ќе ни бидат предавачи и колеги од Србија, од Словенија, нормално ние од македонското наше здружение за кардиологија. Минувајќи низ експонатите, во сета незина нежност, естетика, во чекорот, во вниманието, зрачи незината посветеност, знаење и искуство. Една неверојатна енергија, меморија. Говори по кој што е памет и светот и незината фела. Таа остава белек на моќна жена, полна со знаење, вешто расплетувајќи ја љубовта кон историјата, уметноста, културата. Ете, токму таа е нашиот амбасадор и промотор за се што е вредно овде, кај нас. Со една суптилна возбуда и нескриено воодушевување, таа така ги гради мостовите. Една работа која што се сака и се работи со љубов никогаш не представува терет, а верувајте, сите успеси кои што ќе се постигнат, сиот умор го бришат. Нормално има моменти кога и не сме во состојба ние како лекари да помогнеме. Тагата е дел од животот која што сакале или не ја носиме во своите домови, но тоа е можеби и поттикот најголем да продолжам да се усовршувам и да можам што повеќе да им помагам на пациентите кои што го доверуваат своето здравје доаѓајќи на преглед во нашата установа. Пожртвувана, одговорна, крајно посветена, ќе ја најдете во болничка соба, низ ходниците каде љубезно одговара секому, во ординација. Цел еден живот посветено со секоја клетка и атом кон својата професија. Дури и годишниот одмор за неа почнува измерено во секунди, како фотофинишна трка, во дел од секунда влегувајќи во такси и право на аеродром до саканата дестинација. Ја би рекла, кратко е времето, но не е битен тајмингот, битен е квалитетот. Кога постои љубов, хармонија во едно семејство, и тие кратки моменти се богатство. Обично наша дестинација, не криеме како тајна, е Турција, затоа што како земја има едно прекрасно море, прекрасни песочни плажи, топла вода. Јас по природа сум човек кој што ужива во пливање и така, уживам во убавините на она што ги пружа Турција како земја за дестинација. Меѓутоа, секоја земја, секој море си има своја убавина. Секој човек си има свое катче каде што се чувствува природно, убаво и кој што би сакал да го потроши своето слободно време. И домот е убаво катче и прекрасно катче, каде што можат да се поминат прекрасни моменти и човек да се релаксира. Битно е хармонијата да постои. Оваа година во Мадрид се одржуваше светскиот конгрес по кардиологија,
но воедно се прогласуваа 75 години од постоењето на Европското здружение на кардиологија, така да тоа беа два големи настани кои што беа споени во еден момент. А за мене беше уште еден поголем настан, затоа што претходната година бев примена како почесен член, како фелоус на Европското здружение по кардиологија, кое што тоа е титула која што се добива врз основа на постигнат труд, врз основа на препознатливост од страна на Европското здружение за кардиологија. Оваа година беше и инаугурацијата на моето прославување заедно со останатите колеги што бевме прогласени, и тоа беше за мене еден навистина прекрасен момент и навистина да се почувствуваш онака достојно на она се што е вложено и целиот минат труд кој што е вложен во тие неколку минути додека траеше инаугурацијата. Овде ги оставаме сите видливи траги од човековата дејност во одреден простор и време, низ временските скалила, светилките кои светкаат како некој мистичен град, место, време. Златната маска е нешто по кое што нашата земја е препознатлива надвор во светот и во историјата и во археологијата. Големата ма исто така е нешто со кое што ние се препознаваме во светот. Меѓутоа, гробовите кои што се откриени на двете големи свештенички за мене се фасцинантни, затоа што уште некаде 650-750 година пред нашата ера ги покажуваат корените на традицијата на медицината на овие простори. Свештеничките не биле само свештенички, меѓутоа биле и го лечеле народот во тој период, има реквизити кои што се останати од тој период. Интересно е, имав прилика при една поранешна посета на музеот да ја го слушнам толкувањето на тогашниот кустос, каде што објаснуваше како преку посебниот реквизит кој што го носеле на градниот кош, користејќи опојни дроги, ги лечеле луѓето и така паѓале луѓето во транс, им се привидувале некои си духови, нешто околу наоколу кои што излегувале и се формирале на небото во вечерните часови и на таков начин биле излечени. Уште еден интересен податок, пошто ја сакам историјата на древните народи и посебно историјата на медицината, е тоа дека Македонија во суштина го има најстариот карантин уште од 2 век од нашата ера за превенција и третман на заразни болести. Во периодот на Самуиловото царство и претходно навистина постои во Охрид две влезни цркви, тоа се Свети Никола и Свети Марија Болнички, каде што кога доаѓале луѓето од надвор ги оставале да седат 14 дена во карантин. И сите оние кои што починувале, понатаму, коските им ги покривале со вар негасана. На таков начин, заразните болести се спречувале да се внесат во Охрид, кој што постоел во тој период како град. Во ова септемвриско топло попладне, таа дојде како лажичка лек и надеж дека доброто трае. Умешното се воздигнува, а вредноста треба да се издига. Дојде како посвета на сите вредни и честни луѓе кои го даваат секој атом од себе за доброто на другите. Ние сме само една мала честичка во оваа вселена, ама некој од нас свети како светлечки град, создавајќи цел универзум од вредности.